Шефот на НАСА, Джеред Айзакмен, неодамна потврди дека Вселенската агенција направила фотографии од објекти кои остануваат непознати, а кои би можеле да се класифицираат како неидентификувани летечки објекти. Айзакмен, кој започна да работи како главен администратор на НАСА во декември, рече дека фотографиите не може да се објаснат. Снимивме фотографии врз основа на податоците што ги имаме во тие фотографии, не знаеме што е тоа, му рече тој на водителот на подкаст Джек Гордон во епизода од 30 јуни. Айзакмен рече дека е уверен дека во одреден момент луѓето ќе заклучат дека постојат други форми на живот надвор од планетата Земја. Мислам дека постои многу реална можност да дојдеме до заклучок во нашиот живот, дека може би има живот на секаде таму и дека тој не е толку редок колку што би можел да биде, додаде тој. НАСА претходно негираше дека има какви било докази што укажуваат дека неидентификуваните летечки објекти се од вонземско потекло. Извештај од 2023 од независна група научници и експерти свикана од НАСА наведува дека се потребни повеќе податоци за подобро разбирање на одредени средби што не може да се објаснат. Претседател Доналд Трамп им наложи на федералните агенции да се откажат од претходно склучените договори за доверливост, Non-Disclosure Agreements, за поранешни владени службеници кои соработуваат во истраги за неидентификувани аномални феномени, како што сега војската и владата ги нарекува неидентификуваните летечки објекти. Претседателот Трамп неодамна им наложи на Министерството за војна и разузнавачката заедница да им дозволат на поранешните владени службеници или изведувачи кои имаат релевантни информации за откривање за НЛО да се појават на состанок со представниците на владината канцеларија за проучување на феноменот НЛО AARO, All Domain Anomaly Resolution Office, или работната група на претседателот за неидентификувани летечки објекти наречена PURSUE. Нивните претходни non-disclosure договори да бидат поништени, рече висок функционер на администрацијата. Тоа значи дека ако некој работел на вонземско летало на обратен инженеринг со цел да се открие таа вонземска технологија и исклучил договор за неоткривање на сето тоа, според оваа наредба на Трамп може да сведочи за тоа без никакви последици. Друг висок функционер на администрацијата нагласи дека потегот не е директива за декласификација и им дозволува на вработените да се појават само преку владени канали. Луѓето кои веруваат дека имаат информации изразија неподготвеност да се јават, рече службеникот. Го елиминираме тој извор на неподготвеност, додава тој. Како и другите владени службеници и изведувачи на одбранбени услуги со пристап до класифицирани информации или чувствителни програми, многу сведоци би потпишале договори за неоткривање како услов за добивање безбедносни дозволи или пристап до информации. Овие договори генерално забрануваат неовластено откривање на класифицирани или на друг начин заштитени информации и обично остануваат во сила дури и откако поединецот ќе ја напушти владината служба. Поранешните службеници кои откриваат заштитени информации без овластување ризикуваат да ги изгубат безбедносните дозволи, да се соочат со казни или во некои околности кривично гонење, доколку информациите се неправилно откриени. Според новиот процес, поранешните владени службеници и изведувачи кои веруваат дека поседуваат релевантни информации за НЛО, прво ќе се сретнат со назначени службеници во канцеларијата за решавање на аномалии во сите домени AARO на Пентагон или во работната група за неидентификувани аномални феномени на претседателот PURSUE, кои поседуваат соодветни безбедносни дозволи. За време на тие овластени дискусии, сите применливи договори за неоткривање ќе бидат отфрлени, дозволувајќи им на сведоците да споделат информации без страф од кршење на таквите договори. Информациите обезбедени преку процесот би биле разгледани преку постојните процедури за декласификација на администрацијата. Секоја информација што ќе биде примена која фрла светлина врз мистеријата за неидентификуваните летечки објекти на крајот ќе биде објавена, рече службеникот. Службеникот рече дека администрацијата не знае дали потенцијалните сведоци всушност поседуваат значајни нови информации, но сака да ги отстрани сите перцепирани правни пречки за да можат истражителите да утврдат дали постојат претходно неоткриени информации. Не знаете што не знаете, рече службеникот.
Службеникот рече дека фокусот е на инциденти што остануваат необјаснети, а не на класифицирани американски програми или природни феномени. Државниот секретар Марко Рубио во 2023, кога беше потпредседател на Комитетот за разузнавање во Сенатот, изјави дека повеќе лица со знаење од прва рака се обратиле до комитетот, но се двоумеле да зборуваат јавно поради потенцијални последици. Некои од овие луѓе се уште работат во владата искрено, многу од нив се многу исплашени. Се плашат за своите работни места, се плашат за своите безбедносни сертификати, се плашат за својата кариера, рече тој за News Nation во јуни 2023. Да се даде имунитет на секој што веќе се јавил и на секој што ќе се јави. Отворете ја вратата и дозволете им да зборуваат, побара конгресменот Ерик Бурлисон, републиканец од Мизури, за време на пресконференција на 9 јуни оваа година на Капитол Хил. Јавниот интерес за неидентификуваните летечки објекти се разгоре во 2017 повторно, откако Нью Йорк Таймс откри дека Пентагон тивко управувал со тајна програма за истражување на необјаснети воздушни средби и објави видео од пилотска кабина на морнарицата на кој се прикажани објекти што покажуваат необични карактеристики на лет. Од тогаш Конгресот одржа повеќе двопартиски сослушувања за ова прашање. Пратениците ги притиснаа разузнавачките агенции за поголема транспарентност, а тврдењата на поранешните разузнавачи беа во центарот на вниманието на медиумите. Поранешниот разузнавач Девид Граш рече дека владата има вонземски летала, работи на нивен обратен инженеринг и има биолошки материјали, односно тела, и тоа тој ова го изјави пред пратениците во Американскиот конгрес. Почнувајќи од мај 26-та, Пентагон објави неколку транши датотеки за НЛО. Астрономот од Харвард, Ави Лоб, е избран од Белата куќа да предводи тим од надворешни научници кои ќе ги проучуваат ризиците за национална безбедност што ги представуваат неидентификуваните летечки објекти. Ави, кој ги проучувал црните дупки и бил раководител на одделот за астрономија на Харвард до 2020, неодамна е назначен да раководи со нов научен советодавен совет задолжен за истражување на потеклото на мистериозните сфери и други објекти пријавени од воениот персонал во последните години. Тоа е дел од напорите на претседателот Доналд Трамп да декласифицира повеќе информации за ова прашање. Тимот на Лоеб ќе поднесе извештај до новиот панел на Белата куќа фокусиран на НЛО, сега често нарекувани неидентификувани аномални феномени или UAP. Тимот вклучува научници, активисти за НЛО и милиардер. Ави Лоб ги отфрла критичарите, велејки дека им недостасува имагинација за да ги разгледаат новите идеи. Тој ветува пристап заснован на науката. Ако владата инвестира во подобро собирање податоци за UAP, тоа би можело да ја реши дебатата за воземјаните еднаш за секогаш. Неговиот тим, кој го одбрал лично, вклучува повеќе од 10 научници и активисти за НЛО. Меѓу нив е и Тимоти Галоде, пензиониран контраадмирал, кој предупредуваше за неидентификувани летечки објекти, контролирани од нечовечка интелигенција. Исто така во тимот е Бен Лам, милиардер кој работи на оживување на изумрени видови животни. По првиот состанок неодамна, тимот испрати барање до Пентагон, барајки повеќе од 50 видеа, слики и други документи поврзани со познати инциденти со неидентификувани летечки објекти. Групата на Лоеб се состанува зад затворени врати, но тој вети дека ќе информира јавноста и ќе создаде веб страница за споделување на наодите. Во време кога науката не се слави толку многу, ова е можност, всушност да се направи добро за сите вклучени страни, рече Лоеб, велејки дека не верува во теории за прикривање. Мојот впечаток е дека владата е збунета што не може да ја дознае природата на некој од овие објекти, рече тој. Лоеб во меѓувреме рече дека има за цел да ја следи науката без одвлекување на вниманието, велејки ајде да ги држиме очите на сферите, а не на социјалните медиуми.